Почитувани добровечер, гостин во емисијата Став е директорот на Казнено-поправната установа Затвор Куманово, Маријан Спасовски. Господине Спасовски, добровечер. Добровечер, благодарам на поканата и поздрав до гледачите на вашата телевизија. Затвор Куманово беше пуштен во употреба пред неколку години, но она што паѓаше во очи цело време е дека станува збор за еден од најсовремените затвори во државава, но немаше соодветен приоден пат до установата. Се најдели во меѓувреме решение за макадамскиот пат што води до затворот, поради кој имаше проблеми особено во текот на зимскиот период. Токму така, Казнено-поправната установа Затвор Куманово е пуштен во употреба 2013 година. Значи некаде околу 6 години. За жал, пуштен е во употреба од тогашниот министер за надворешна работа, министер за транспорт и врски, се извинувам, е добиена употребна дозвола за пуштање во употреба на истиот, без соодветна инфраструктура, односно без патот кој води од регионалниот пат Куманово Свети Николе, тој е крак од километри 300 и без соодветно водоснабдување. Затворот Казнено-поправна установа се наоѓа на 25 километри од Куманово, како што и сами рековте, инфраструктурниот проблем, откако јас ја презедов установата, не беше една од приоритетните задачи да ја решиме, и можам да констатирам со гордост дека со помош на градоначалникот на општина Куманово и владата на Република Северна Македонија, овој проблем е надминат. Со сопствени средства обезбедивме атмосферска канализација, кој тампониравме двослојно патот, и оној крак, како што пред малку реков, од километри 300 е веќе надминат, со што се решени проблемите пред се од безбедностни причини во делот на спроводи кои секојдневно ги вршиме. Освен со тоа, проблем имаше и околу водоснабдувањето. Се најде решение за водоснабдувањето, проблем за кој што неколку пати алармираше и народниот правобранител. Токму така, јас ја презедов установата пред 2 години, август месец беше, во една топло и жешко лето. Во тој период ни претеше дури епидемија од заразни болести. Имавме сериозни проблеми во делот на водоснабдувањето, и забелешките не само што беа од народниот правобранител, туку и од Хелсинскиот комитет, Комитетот за превенција од тортура и Советот на Европа, и сите оние релевантни чинители кои врши инспекцијски надзор над Казнено-поправната установа. Благодарност уште еднаш до управата за извршување на санкции и до општествено одговорни компании кои ни излегоа во пресред, и со чија помош го надминавме и овој проблем, така да можам слободно да констатирам дека проблемот со водоснабдувањето во овој момент е решен. За жал, не е ова трајно решение. Во тек изработка на проект со кој би аплицирале во европските фондови трајно да го решиме овој проблем. Меѓутоа, можам да констатирам дека тие проблеми сега за сега се надминати, имаме водоснабдување, односно вода имаме во доволни количини за нормално функционирање. Кога станува збор за Казнено-поправната установа, во какви услови престојуваат осудените лица? Имаат ли соодветна 24 часовна здравствена заштита, па потоа ќе зборуваме и за останатите услови? Така, здравствената заштита е регулирана со договор што ги имаме со Центарот за јавно здравје тука во Куманово. Осудените лица престојуваат во ние имаме еден келијски систем бидејќи сме установа од полуотворен тип, и секоја просторија, односно соба, е со некаде околу 20 метри квадратни. Во неја престојуваат од 2 до 4 осудени лица. Во собата и секако имаме санитарен чвор, имаме вода, имаме телевизор, по потреба осудени лица си донасаат и ресивери, радио, касетофони и слично, значи функционираме нормално. Здравствената заштита, како што реков, ние на едно завидно ниво, имаме склучено договор. Врз основа на тој договор што го имаме склучено, имаме посета секој понеделник и четврток, односно 2 пати у недела. Имаме посета од општ лекар кој врши редовни здравствени прегледи. Тоа е во делот на примарното здравство. Во делот на секундарното здравство, општиот лекар издава упати, и сите осудени лица кои имаат потреба од било какво секундарно здравство, им е обезбедено со спроводи, ги носиме ги на соодветни прегледи, дури и оперативни захвати доколку има потреба. И тука многу битна работа што сакам да ја потенцирам, дека целата здравствена заштита на осудени лица од влегувањето во Казнено-поправна установа до
излегувањето е на терет, на товар на нашата казнено-поправна установа. Значи не им треба никакви финансиски средства, обезбедени нам и покрај здравствена заштита и ампуларна и таблетарна терапија, која уште еднаш ќе потенцира сета комплетно е на наш товар. Во рамките на секундарна здравствена заштита за осудените и притворените лица во затвор Куманово се грижи психијатар и стоматолог. Може ли да не објасните за што станува збор? Така, имаме случајно договор за интелектуални услуги со психијатар кој не посетува еднаш у недела, разговара со осудени и притворени лица и навистина тука можеби најголем дел терет во делот на здравствената заштита паѓа на психијатор, затоа што секој второ осудено или притворено лице има или ќе има најверојатно психички проблеми, бидејќи станува збор за установа од таков вид. Покрај психијаторот, забравивме пред малку да кажам дека и имаме посета у 2 недели од стоматолог. Исто во договор со Центарот за јавно здравје имаме посета еднаш у 2 недели од стоматолог. И стоматолозите, и примерната здравствена заштита во делот на општите лекари и психијаторот ни се достапни 24 часа, така да и покрај тоа што тие доаѓаат еднаш или два пати у недела, на повик секогаш ни излегуваат во пресред и доколку имаме потреба секогаш ни се достапни. Кажавте што содржат собите во кои што престојуваат, но каква храна добиваат? Има ли кујна? Кој се грижи за приготвувањето на храната? Така, имаме најмодерна по сите европски стандарди кујна, заменито за нормативите и за енергетска вредност на секој оброк, изразена во килоџули, се грижи професионален готвач. Нормално тој има еден тим околу него помошници кои доаѓаат од осудените лица. Сите тие имаат, нормално им вршиме санитарни прегледи, имаат санитарни книжки, хигиената е на завидно ниво. Како што реков, имаме 7-дневно различито мени, секој оброк има посебно енергетска вредност во килоџули, како и дневна енергетска вредност во килоџули, која се движи некаде од 14 до 15.000 на дневна основа. Значи, особено внимаваме на храната, на исхраната, да е и исправна, да е едноставно да е здрава и да имаат луѓето, осудените лица, односно да имаат 2 топли оброка во текот на денот. Така, кажавте дека хигиената во кујната е на завидно ниво, но каква е хигиената во целата установа и во собите? Се грижат ли осудените лица за хигиената во своите соби? Така, во своите соби хигиената исклучиво, генерално и во затворот, за хигиената се грижат осудени лица. Согласно куќниот ред, подзаконските акти од Законот за извршување на санкции, односно куќниот ред, е предвидено дека во секоја просторија поединочно си вршат редарства и во оние заеднички простори осудените лица имаме определено редари кои се грижат и на дневно и кога се прават генералки на неделно ниво, тие се грижат за хигиената и можам да констатирам дека е навистина на завидно ниво. Господине Спасовски, во затвор Куманово се спроведува и програма за ресоциализација. Има 2 работилници. Колку лица моментално се вклучени во овие работилници и колку сте задоволни од нивниот ангажман? Така. Процесот на ресоциализација, особен акцент ставивме на процесот на ресоциализација заради тоа што е од исклучителна важност како за нашата установа, така и генерално за пенитенцијалниот систем. Тоа е еден габаритен процес во кој макотрпно посветуваме огромно внимание и како што реков, многу енергија е насочена во делот на ресоциализација. Во претходниот период имавме неколку обуки во соработка со Министерството за образование и поддржано и финансирано од UNDP. Нашата казнено-поправна установа беше една од 3 во Република Северна Македонија во оној проект за обука на пекари и бравари. Имавме пекарска работилница, имавме браварска работилница, каде што обучивме негде околу 65 осудени лица кои се стекнаа со уверение, со дипломи
за завршен курс со истите тие ќе може да конкурираат на пазарот на трудот. За да не бидат овие обуки на било кој начин дискриминирачки, никаде на овие уверение не стои дека станува збор дека истите се стекнати во затворот, бидејќи со други очи луѓето ќе гледаат работодавачите пред се, доколку нели е потенцирано дека уверението истиот занает што го осуденото лице го стекнал во затворот. Така, во рамките на казнено-поправната установа има и библиотека. Со колку библиотечен фонд располага библиотеката, има ли интерес за читање кај осудените лица? Така, имаме сопствена библиотека, некаде околу 1700 наслови. Во неја има различни жанрови на повеќе јазици, македонски, албански, англиски. Лицата, имаме осудено лице кое се грижи за истите. Тие се притворените и осудените лица се евидентирани, имат картон. Таму за издавање, за враќање, интересот можам да кажам дека е на завидно ниво. Вложуваме напори таа библиотека да ја надоградиме со уште повеќе книги и да го пробудиме интересот на притворените и на осудените лица што повеќе да читаат, заради тоа што тоа е еден битен сегмент во делот на ресоциализацијата, како што реков пред малку. Интересен е фактот што притворените и осудените лица изработија мобилна библиотека. Може ли да ни појасните за каков проект станува збор? Така, дојдовме до идеја пред околу 7-8 месеци, дојдовме до идеја со делот луѓето од мојот тим да изработиме една мобилна библиотека, да ја донираме на општината на градот. Идејата мислам дека на почеток беше добро прифатена, за жал отпосле некако мислам дека престана интересот на минувачите на градскиот плоштад. Впрочем, таа беше наменета и за нив. Значи, првобитно беше замислено тие да случајните минувачи на градскиот плоштад да земат книга, да ја прочитаат, да ја вратат истата и слично. Меѓутоа, за жал, можеме да констатираме дека не само што не наиде на заинтересираност, дури дел од книгите беа и земени, невратени, така да можам да кажам дека ни пропадна тој проект. Така, имате соработка, како установа имате соработка со Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. До сега неколку представи беа одиграни во просториите на затвор Куманово. Од кога трае оваа соработка и нели како се, во која насока ќе оди наредниот период? Така. Согласно меморандумот за соработка што го потпишавме со Центарот за култура Трајко Прокопиев, луѓето, менаџерскиот тим на Центарот за култура дојдоа до идеја, заедно со нив дојдовме до идеја да вршиме театарски представи, да изведуваме театарски представи во затворот. Така да овозможиме што е можно повеќе осудени лица да ја следат театарската представа. Во неколку наврати одржуваме театарски представи, пред се нели комедии, и можам да констатирам дека навистина е голем интересот на осудени лица. За прв пат во нашата установа се можам да кажам дури за прв пат и во затворскиот систем во Република Македонија профункционира еден таков проект. Дали затвор Куманово има соработка и со бизнис заедницата во рамки на некои проекти, активности, имате ли некои заеднички активности? Ви поддржува ли бизнис заедницата како установа? Сигурно дека не поддржува, значи особено сме внимателни со бизнис заедницата, бидејќи делот од тие општествено одговорни компании се спремни да донираат одредени средства на затворот, бидејќи знаат со какви проблеми се соочуваме. Имаме донации, имаме добро соработка. Мислам дека во преговори се уште неколку големи компании кои имаат интерес да донираат одредени средства, меѓутоа внимателно одиме во таа насока за да не дојде до некои несакани ефекти во делот на од безбедност и пред се пречки. Така. Осудените лица се вклучени во општа корисна работа. Може да ни појасните за што станува збор поконкретно? Така, во изминатиот период од 2 години, посебен акцент се стави пред се управата за извршување на санкции и владата на Република Северна Македонија пред се става на пробацијата. Тоа е еден проект со кој сакаме да се доближиме до европските стандарди, каде што пробацијата особено е застапена во западноевропските земји. За што всушност станува збор? Пробацијата е еден сет на мерки
каде што од една страна им даваме шанса на осудените лица да се покажат за оние што се огрешиле врз општеството, да им на некој начин олесниме, да им олесниме издржувањето на казна. Од другата страна гледаме да заштедиме финансиски средства, бидејќи затвореничкиот ден не е воопшто ефтин. Како што реков пред малку, значи негде околу 4,5 евра е затворенички ден. Ако го имаме во предвид фактот дека тука на таа сума не е додадена здравствената заштита, таблетарна ампуларна терапија, секундарна здравствена заштита и нели тие други пропратни трошкови за спроводи и слично, доаѓаме до сериозни бројки, бидејќи генерално во државата немаме доволно средства за имплементација на тие работи. Од другата страна, пробацијата нуди сет на мерки. Конкретно една од мерките е оние електронски алки кои се, како што реков, во западноевропските земји има такви примери. Значи на осудено лице пола издржана од казната, доколку нели доколку ги исполнува условите, доколку го следиме нивното поведение, можеме да му ставиме електронска алка, каде што ќе го следиме во периметар од 20 км и ние на тој начин го следиме неговото движење, да не се огреши повторно од законот и слично. Таа е една од мерките. Втората мерка е општо корисна работа и третата и најблагата мерка е условниот отпуск. Што се однесува до општо корисната работа. Во соработка со јавното претпријатие Чистота и зеленила веќе имавме неколку акции, неколку дневно чистење на градските гробишта и разговаравме за продолжување на оваа соработка пред се во делот на одржување на зеленоцветни површини во градот и во зимски устови на расчистување, чистење на снег и слично. Дали осудените лица се дисциплинирани? Има ли некои посериозни инциденти? Се преземаат ли соодветни санкции, казни од страна на установата? Така, осудените лица, прво морам да потенцирам дека сите се исти пред законот, односно законот за извршување санкции кој е наш закон по кој работиме и куќниот ред. Така да сигурно дека има изолирани инциденти, меѓутоа со гордост можам да констатирам дека ниту еден од тие инциденти немало потешки телесни повреди или смртни последици од тие инциденти. Со гордост можам да потенцирам дека немало инциденти по основ на меѓуетнички конфликти или слично. Значи, случаи се тоа индивидуални, изолирани случаи. Јас и мојот менаџерски тим, барем до сега морам да констатирам дека добро и се справуваме со тоа. Во куќниот ред предвидени се казни дисциплински за сите сторители, се поведуваат дисциплински постапки за секој што ќе се огреши од куќниот ред, одговара пред истиот, формирана е комисија за казни, за награди, така да и во тој дел функционираме безпрекорно. Колкав е капацитетот на затвор Куманово и колку моментално имате притворени и осудени лица во затворот? Така, како што реков и пред малку, казано-поправна установа затворот Куманово е од полуотворен тип. Има капацитет за 200 осудени лица и 50 притворени лица, односно вкупната бројка е 250. Во склоп на затворот Куманово имаме отворено оделение во Крива Паланка. Бројот на осудени притворени лица варира од ден на ден, значи секојдневно бројот ни се менува. Не сме исполнети до последно место, значи имаме слободни капацитети како во притворско, така и во отворените и полуотворените оделенија. Се наоѓа на некаде околу 25 километри од Куманово, се простира на површина од 5000 метри квадратни и како што реков имаме отворено оделение во Крива Паланка за осудени лица кои се условно кажано полесни сторители на полесни кривични дела со поблаги казни и слично. Целата установа е под видеонадзор? Апсолутно целата установа е под видеонадзор. За жал имаме мали проблеми во делот на електроснабдувањето, се обративме до Ева на неколку наврати, имаме таму сериозен проблем. Често ни гори, се обидувавме до надлежните да апелираме, меѓутоа се носиме и со тоа, така да сега за сега безпрекорно функционира и видеонадзор.
24 часови. Така, дали освен тој мал проблем, има некои други проблеми кои што би сакале да ги споделите со јавноста? Па, проблеми секогаш имало и ќе има. Само можам да констатирам дека рак рана на нашата наказано-поправната установа затвор Куманово. Тоа се патот и волата. Само тоа можам да констатирам дека горди сме на тоа што за неполни 2 години ги решивме и двата проблеми. Пред се патот како еден од сериозен, безбедносен проблем кој ни претеше, бидејќи имавме спроводи секојдневно. Имаме дури осудени притворени лица од висок ризик, висок степен на ризик. Особено сме горди на тоа и на водоснабдувањето, каде што навистина беше еден проект од поголеми размери. Значи без денар од државата, со сопствени средства го решивме благодарение на општествено одговорни компании, на управата за извршување на санкции, го решивме и тој проблем и можам да констатирам дека имаме вода во доволни количини, бактериолошки и хемиски исправна, како за техничка употреба, така и за пиење. Господине Спасовски, да им појасниме по-конкретно на гледачите што значи казнено поправна установа од полуотворен тип, како што е затвор Куманово. Така, согласно типизацијата во пенитенцијалниот систем, нашата установа е полуотворен тип, тоа значи дека кај нас казна затвор издржуваат осудени лица, осудени за кривични дела до 3 години, односно рецидиви или повратници за кривични дела за висината на казната доколку му е до 1 година. Се разликуваме од КП домовите, бидејќи таму во КП домовите издржуваат осудени лица издржуваат казна на по-долгогодишни затворски казни и се разликуваме и по куќниот ред и по физичкото обезбедување и сме од полуотворен и како што реков во отвореното оделение во Крива Паланка имамо дури и отворено оделение. Господине Спасовски, кажете ни дали затворската полиција поминува соодветна обука и дали располага со соодветна опрема? Така, ние оваа година и минатата година од сопствени средства набавивме дел од опрема, значи секој полицаец има собствена парна лисици, батериски лампи, средства за присилба кои ни се потребни. И никогаш опремата не е доволно, меѓутоа можам да констатирам дека и во тој дел имаме видно подобрување во делот на опремата. Во моментов, во теке постапка, оди генерално за сите затвори преку управата за извршување на санкции, јавна набавка за униформи, летни и зимски, за секој полицаец во затворскиот систем генерално во Република Северна Македонија. Со оглед на тоа дека станува збор за еден поспецифичен работен ангажман за разлика од некои други работни задачи и обврски, дали затворската полиција според вас, ваше мислење, кој е вашиот став во однос на она колку затворската полиција е платена? Така, мораме да бидеме реални и да кажеме дека во затворите генерално и дури и во Европа и во светот владее корупција. Корупција од ендемски вид. Една од мерките за спречување, покрај тоа што ние на секој на свој начин се обидува да ја спречи таа корупција, владата на Република Северна Македонија во новиот закон за извршување на санкции, кој моментално е во собранинска процедура, предвиди покачување на платите на затворската полиција од 30%. Значи не е занемарлива таа сума, навистина. На тој начин ќе се обидуваме на сите можни начини. Вложуваме максимално енергија и труд да ја спречиме таа ендемска корупција која генерално владее во затворите, генерално во сите затвори, не само во затворите во нашава држава и слично. Пред малку кажавме колку соби, какви соби има во казнено-поправната установа, но не спомнавме дали во затворот има женско оделение. Женско оделение, женски лица на издржување казна затвор се само во една казнено-поправен дом, односно во Идризово. Во притворското оделение имаме женски лица, бидејќи располагаме со женски кадар, односно жени полицајки и можат да одговорат на тој предизвик, бидејќи притворите нормално ги одредува судија на претходна постапка, ние не можеме да влијаеме каде да определи притвор, така да
бидејќи имаме женски персонал, имаме кориснички во притворското деление и за жал и за среќа до сега немаме никакви проблеми во тој дел. Може ли да ни издвоите некоја интересна случка или настан еве за овие 2 години колку сте таму, што се случил во затвор Куманово? Како интересен податок. Па добро, лани имавме една интересна случка која допре до јавноста така и на некое поголемо ниво, сакам да кажам. Имавме едно лице, осудено лице кое е на издржување на казна затвор во нашата казнено-поправна установа, меѓутоа не користеше погодности. Че немаше викенд, немаше годишен одмор и изрази желба да се венча кај нас во казнено-поправната установа. Стапивме во контакт со управата за водење на матични книги, ставивме во контакт со неговата изабраничка, сопругата Вереница, како и да е, и организиравме таму едно венчање каде што навистина добро и позитивно одекна како во затворскиот систем генерално, така и во медиски беше дури и покриено. И ете тоа би го изволил како еве имам едно случување на брак во казнена поправна установа, уште еднаш ќе потенцирам за прв пат од основање на нашата установа некои повеќе од 6 години. Во посета на затвор Куманово читам дека еднаш неделно доаѓа заменик народниот правобранител Насер Весели од Куманово, кој што се грижи за остварување на сите права на осудените и притворените лица. Каков е неговиот став? Има ли забелешки во однос на она како затвор Куманово се грижи за осудените лица? Така, прво морам да истакнам дека секој осудено и притворено лице кај нас има бесплатна правна помош. За се што зашто ќе се опрати за било колку проблем од правна природа, му следува му овозможуваме бесплатна правна помош. Како што сами рековте, имаме посета еднаш неделно, секој четврток од заменик народниот правобранител господинот Весели, со кого имаме прекрасна соработка. Сите укажувања од негова страна во делот на доколку осудени лица се чувствуваат дискриминирани или некое право им е нарушено или слично, изнаоѓаме решение, заеднички решение, соработката е на вистина на едно завидно ниво, така да заеднички ги надминуваме сите тие проблеми. Можам да констатирам дека представките во последниот период се на вистина помали, бидејќи пред се однесуваа на како на здравствената заштита, така и на во делот на водоснабдувањето нема основни услови за одржување на хигиена и слично, така да тие проблеми откако се наминати, нормално и представките доаѓаат во се помал број од осудени од притворени лица. Пред самиот крај на емисијата да прашам дали странските фактори вршат некој, да кажам, како инспекциски надзор на работата на затвор Куманово? Така, ние веќе аплицираме во неколку европски фондови, како за оние термофасади за енергетска ефикасност, како за трајно решение на водоснабдување и слично. Имаме добра соработка со меѓународниот фактор. Впрочем и во посета на затворот на казнено-поправната установа затвор Куманово беше германскиот амбасадор, кој не ја криеше својата желба за да помогне во било кој дел во било кој проблем со кој се среќаваме. Највисокото тело меѓународно во затворскиот систем, односно Комитетот за превенција тортура, доаѓа на секои 4 години. Последен пат 2015 година бил во затворот Куманово. Го очекуваме наредниот месец, значи во октомври месец очекуваме инспекцијски надзор од нив, значи од Комитетот за превенција тортура. Очекуваме добар извештај, бидејќи во претходниот е наведено дека, како и пред малку што реков, дека главни најголеми проблеми биле инфраструктурата, односно патот и водоснабдувањето, основните услови за функционирање на еден затвор. Бидејќи тие проблеми се надминети, очекуваме на вистина еден позитивен извештај на кој ќе се гордееме сите заедно. Има уште теми за разговор, но ќе ги оставиме за некоја следна прилика. Ви благодарам на гостувањето. Благодарам на поканата уште еднаш. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.